ово вклучување на лице место ќе ја најавиме премиерата за представата Жиголо, која што ќе се одржи на 1 март во Народен театар Битола со почеток во 20 часот. Повеќе за оваа интересна представа во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, а воедно и автор Игор Кузмановски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро и добро утро до гледачите на Телма. На самиот почеток ќе прашам од каде самата идеја, самата иницијатива за оваа представа? Па идеите, како и за секоја приказна која ја пишувам, се раѓа во мојата глава. Пиесата Жиголо е драма комедија, да, која ќе ни го постави прашањето што се сме спремни да направиме во животот за љубовта. Дали постојат граници, дали сме спремни да преминеме преку истите. Накратко, како идеја е пожртвуваната љубов и животот под маски. Дали може би самата мотивација од личните искуства во вашиот живот? Оваа приказна е измислена. Да. Насловот Жиголо буди на некој начин многу асоциации, па може ли поточно да го објасниме самото име? Тука се работи за еден лик кој го игра Маријан Ѓоргиевски. Да, самиот лик се нафаќа да работи како жигол во представата, само за да си ја спаси својата љубов. Тоа е главна тема во самата приказна. Колку време се подготвувавте за оваа представа и каква беше вашата соработка со актерската екипа и со режисерот? Со Благој Мицевски, режисерот на представата, се сретнавме сосем случајно. Му испратив неколку текстови, најпрво му се допадна Жиголо и се нафати да го работи. Благо е еден прекрасен човек, голем професионалец, исто така и актерите од Битолскиот театар ја оставаат душата или срцето на сцената, тие се големи професионалци и чест ми е што работам со нив. Она кое што го знаеме главно досега е дека навистина има голем интерес за оваа представа, но дали се уште има билети на располагање за премиерата? Премиерата веќе е распродадена на 1 март, но закажани се наредни изведби на 3 и 4 март, па се надеваме и тие за брзо ќе се распродадат. Да се надеваме дека брзо ќе се распродадат, а сите заинтересирани кои што не гледаат, ета токму за тие представи кои што следуваат после премиерата, ќе прашам за која препорачувате оваа представа? Ова представа е за секој човек, за опфаќа животни моменти кои ги имаме сите поминато, ликовите тоа што го говорат е пресликано од реалниот живот. Како автор, што би сакале публиката да понесе со себе по завршувањето на самата представа? Кои емоции, кои мисли? Па би оставил публиката сама да избере што ќе понесе, но оваа представа јас ја доживеав емотивно, ја гледав и пробата, така да би понела сигурно многу емоции. На самиот крај ќе прашам и што следно да очекуваме од авторот Игор Кузмановски. Во моментов работам на уште неколку текстови. Еден од нив е и Вонземјани, часовничарот под железничкиот мост и кловнови, па се надевам дека наскоро ќе ги видиме и тие низ театрите во Македонија. Да се надеваме дека ќе говориме и за нив токму на лице место во нашата утренска емисија. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вам. Се надевам дека уживавте во ова вклучување на лице место со оглед на тоа дека верувам на некој начин им се допадна на сите оние кои што ја следат културата и се љубители на културата и на уметноста. Ние се гледаме повторно, се разбира, со нова актуелна тема.